Во една од новогодишните вртелешки дадов збор јавно дека ќе ги видите во истиот тој состав каде што беа присутни дури цели 5 минути. И вечерва се во едно целовечерно издание Филип Петровски од левата страна. Yes. И дамата Ида Протугер од десната страна. Значи, може и да предпоставите дека вечерашната тема во вртелешка е колку се значајни, колку има народот доверба кај младите политичари, колку се корумпирани новинарите. Да. Значи нема простор да или не, него колку. Колку? Нема тука да колку. Значи, сега ќе почнеме. Ида, бејби, прва ти. Главниот и одговорен уредник Кабранов, после целата она хајка која што се случи, а после се извади бројката од 150 новинари кои што имаат пријави кривични и се бават со судскиот систем во Македонија, ќе каже дека не сака да ве доживее публиката, народот како заштитени мечки, ниту како плачковци. Тоа е твој уредник во Канал 5. Колку, значи, мене ќе ти поставам едно генерално прашање кое што реално мислам дека сите го одговарате општо, вие новинарите. Колку вие си го почитувате Еснафот, онака вистински? Не знам, последниве случувања покажуваат голема разединатост помеѓу новинарите. Значи, под почитување на Еснафот тука треба да се направи разлика помеѓу оние што одлучиле нели да работат како новинари, сакаат тоа да го работат и не се привремено новинари за да дојдат до некои други, да речеме, места, туку сакаат баш да информираат јавноста и тоа го прават професионално. Значи, сега кога го спомена мојот уредник Ацо Кабранов, значи, јас во неговиот тим се чувствувам дека мене слободата на информирање не ми е загрозена. Значи, во телевизијата каде што работам. Како обично се загрозува слободата на информирање? Се загрозува, да речеме, кога сега ако сакаш од сопствено искуство да ти кажам, значи имало случаи порано кога, да речеме, ќе се јави телефон па ти викаат не може овој прилог да ти оди од X причини. Значи тука главниот уредник мора да биде тој што ќе ги заштити новинарите, значи од надворешни притисоци, а откако работам со Ацо Кабранов, значи секогаш кој ќе ние изнесеме, ја имам оваа информација, имам потврда, значи двете страни сум ги слушнала, имам документи, буквално никогаш немало никаков проблем нешто да објавиме. Тоа што мојот уредник го кажа околу дека не сака да бидеме како заштитени мечки, тоа беше по повод кривичните пријави нели против новинарите, некои резултираа и со пресуди, нели мојата резултираше со затворска казна од 3 месеци, условно на 1 година. Тоа значи дека ние како новинари сакаме да важи системот и за нас, нели сам правдата и нас да не засегне, бидејќи тој што информира мора да има одговорност за тоа што го кажува, нели, јавно искажаниот збор. Меѓутоа да биде тоа систем каде што аргументите ќе бидат ќе се сметаат во судската постапка како докази. Ако сакаш сега од моето искуство да ти кажам во образложението на пресудата, значи јас што бев најмногу шокирана, доставив документ, да речеме дека еден документ дека сум се повикала на весникот вечер. Во судијата вика не може да се повикува на други медиуми. Значи тоа не е можно, ние секој ден во нашата работа се повикуваме на друг медиум, нели си го кажуваш дека од таму и таму ти е информацијата. Информација што сум ја симнала од интернет страница на банката посочена, на Евростандард банката, значи ми кажува судијата во образложението пишува дека не може од интернет да се користат материјали, бидејќи требало да бидат не биле заверени. Сакам да кажам дека апсурдна ситуација, во апсурдна ситуација се доведовме и затоа мојот уредник кажа дека ние да, точно треба да одговараме, меѓутоа да има една постапка или веројатно судијата се судел според закони, тогаш законите не дозволуваат јавно информирање. Дали после ова приказна со тебе ти се чувствуваш исплашено како човечко битие, те прашувам? Јас не се чувствувам. Колку те заплашија овие работи? работи? Да, мене не ме заплашија, да речеме да понатамо информирам, бидејќи јас и за истата банка и на истата тема и понатамо сум правела прилози. Туку лично, значи почувствував разочарување во системот, бидејќи јас сметав дека ние новинарите треба да кажуваме вистината, секако нели кај нас како што кажуваш дека треба да се средат некои работи во нашите редови, меѓутоа тој што си одбрал честно да си ја врши професијата и што сака да си ја врши,
значи се обидува да допре вистината до јавноста, значи и тука испаѓа дека одредени притисоци од моќници, од бизнисмени успеваат тоа на крајот, бидејќи судската пресуда беше таква како што беше, значи јас на крајот, значи не се работи само за притисок по телефон, симни го прилогот или него, на крај буквално со казни затворски завршуваат, а нашите докази не беа земени предвид. Значи апсолутно сите беа отфрлени. Така што почувствува разочарување во системот. Значи во нашиот систем кој доколку судијата нели што судел се водел од законите, значи не дозволува јавно информирање. Добро, значи цензура. Системот не дозволува, според тоа што го прочитав ја во образложението. Да повелам. Или да искоментирам. Не толку одамна ЗНМ носеше маички "Тука сме, тепајте", се сеќавате? Да. Па каде е сега ЗНМ да каже "Тука сме, затварајте"? Ги нема. Зашто не се појават у твоја одбрана да ве затворат сите, односно да извршат притисок врз системот, како што знаеше тоа здружение да врши притисок врз претходната власт, односно врз министерот кој што сега на скоро општо народно задоволство е во Хаг? Ние ги повикавме да се активираат, значи ние неколку новинари што бевме исто со судски присуди, ги повикавме да реагираат. И? Меѓутоа на тоа остана само на нашиот апел. Мислам колку што до сега гледам не се Ова активира. само малку како прилог Добро, на целава ситуација. Филип, ти си релативно млад политичар и сега си на функција си директор на библиотека. Барем неколку години наназад беше на удар на новинарите. Постојано насловните печатени медиуми беа исполнети со твоето име и тоа што ти си правел. Како ти го доживеа тоа и какво е твоето искуство со новинарите? Еве сега имаш еден новинар испроти тебе. Како ти ги доживуваш новинарите? Како ги доживувам? Прво, големо прашање колку новинари има во Македонија, затоа што повеќето лица кои што се занимаваат со информирање на јавноста не се новинари. Немаат завршено журналистика и не се со соодветно образование. Ова не случајно го кажувам затоа што сметам дека посебно во условно кажано еден процес кога треба да од политичарите или од власта или од центрите на моќ се трансферира порака до јавното мислење, треба да имаме навистина одговорни лица кои што тоа го прават во интерес на јавноста, а не во интерес на круговите на моќ. Така што во Македонија ми се чини дека работите се превртени upside down, значи наопачки. И сите работи што ги имаме како трансмисија од новинарите или поголемиот дел од таа материја, всушност служи за перење на мозокот, односно за прилагодување на масата, да биде послушна и да ја прими пораката независно каква е пораката. Значи, ќе се сложиш дека станува збор за моќна каста. Како не? Новинарската фела всушност не е моќна, но е само продолжена рака. Зборувам за повеќе луѓе, зборувам за повеќе весници, спремен сум да те одговорам со име и презиме, за весници, за луѓе. И само навидум делуваат моќно, односно дека имаат влијание како новинари или како весници. Всушност, целата порака се креира на други места, во силни центри на моќ, кои што имаат свој континуитет најмалку 50-60 години, и центар на моќ кој што не дозволува неговата единственост, неговата цврстина, силина да биде допрена, ниту разнишана. Така што се користат сите начини на контрола на масите. И можам да тврдам со одговорност дека теоријата за психологија, односно психологијата и теоријата за контрола на маси кај нас во Македонија функционира 100%. И нема бегање од тоа. Ќе се сложиш ли ти да со ова? Може да те прашам само... Јас не генерализирам, повели? Не да те прашам што имаш завршено по образование? Јас имам завршено филозофија. Значи немаш не си едуциран дипломатски, ја беше конзул во Њујорк. Бидејќи јас сум психолог, имам завршено психологија, работам како новинар, значи апсолутно не сметам дека баш новинарскиот факултет е основа за да бидеш ти добар или лош новинар.
Значи апсолутно определбата, значи како дали професионално или непрофесионално тоа ќе си го работиш. Значи се знае дека треба да ги прашаш двете страни, значи тоа да се обидеш што е можно повеќе бидејќи нашите институции не се отворени. Значи тешко се добиваат информации, еве од моето искуство од бизнис редакција, од компаниите многу тешко, меѓутоа и од владините институции многу тешко. Значи сега па и ние новинарите се соочуваме со многу потешкоти да дојдеме до информацијата што сме должни да ја пренесеме до граѓаните. Така што сметам дека не е тука образование. Сакам да кажам дека, извини што ќе те прекинам, значи факт е дека во нашите редови има и професионалци, има и непрофесионалци. Во нашите редови ние самите не сме ги средиле односите да се дистанцираме и да речеме тој. Сега не знам некој предлог, јас разговарав баш со повеќе новинари колеги. Што на вас ви дава одредена вина, нели? Ако не сте ги средиле внатре редовите. Зборуваме да речеме за ЗНМ. Не, нема, баш сакам да го споменам, значи има таму и суд на честа, нели? Зошто да речеме, сега наш предлог беше со новинарите си правевме неформален муабет, зошто да речеме не се реагира и да рече, еве, вчера во вчерашните вести новинарката Ида Протугер не ја слушнала втората страна или пласирала информации нели недоволно проверени или невистинити, значи нека реагира, мислам еве на тој начин веројатно дека дневното реагирање или навременото реагирање можеби повеќе би ги средило работите. Значи тоа е точно. Меѓутоа исто така сакам да кажам дека секогаш кога некој пласира информација веројатно тоа во негов интерес. Значи дали се работи за власт, дали се работи за опозиција, новинарот е тој што треба да речеме ако имаш извор на кому му веруваш, можеш да провериш информацијата и кај другата страна, а и кај уште барем еден или двајца, за да бидеш уверен целосно дека тоа што го пласираш пред граѓаните, бидејќи ти си одговорен за тоа дали пласираш вистина или невистина, ќе биде вистина. Значи не е битно некогаш тоа ние кога пласираме информации, некогаш одговара некоја информација на власт, некогаш на опозиција, зависно од ситуацијата. Тука се сложуваме и да ја завршев мислата, веројатно ќе бев појасен. Значи, суштината е, мислам, можам да се сложам дека може да влезат луѓе кои што не завршиле професионално журналистика и да бидат новинари. Меѓутоа, основата, костурот мора да биде од условно кажано некој процент на луѓе кои што се школувани за тоа. За да создадеме една почетна база. А што се однесува до тоа дека можат и други професии да вршат. Ти мене ме сметаш за добар или лош новинар? Јас за жал. Бидејќи сум психолог. Значи верувам и кога станува збор за тебе, всушност јас и не зборував за тебе, зборувам за некои мои лични искуства. Не сакам кажам, јас сум психолог, работам како новинар. Ти дефинирајќи ја веста дека ги слушаш двете страни, по дефиниција значи одиш према добар новинар. Многу интересен фактот што, да речеме, два неделника кои што беа многу жестоки контра владата во времето на владењето на претходната коалиција 98-2002, Старт и Зум, денеска не излегуваат. Многу е уште повеќе интересен фактот што никој не прашува зошто овие вестници не излегуваат. Понатака може да зборуваме за новинари кои што беа многу гласни во одредени вестници, стана портпароли на министерства. Океј, доаѓаме до моментот кога јас сакам тоа да ја прашам и Ида. Значи, супер го начна Филип. Каков е твојот став во однос на тоа дека твоите колеги стануваат портпароли? Значи не е ништо страшно. Портпароли добро. Шефови на кабинети одеднаш стручни лица. Мене друго ми е, да. Земете го примерот на шефот на кабинет во МВР. Тој е мој колега. Без разлика сериозна, многу сериозна позиција. Значи каков е твој став кога ќе станат портпароли туку, а и кога ќе станат па после тоа се враќаат во новинарските новинарските редови, да? Значи, тука мора да се направи разлика, бидејќи менува професија секој. Филип беше конзул, сега е директор на библиотека, така. Значи, секој од нас има право да смени професија. Не се сложувам, извини. Доврши, па ќе ти кажам зашто. Добро, значи, секој од нас менува професија, сега работата е дали ти ја злоупотребуваш професијата за да дојдеш до некоја позиција. Да речеме сега, јас работам како новинар. Ако се јас проценам во одредена фаза на мојот живот дека едноставно нема простор за слободно новинарство, нема простор за професионално новинарство, можеби ќе одлучам да сменам професијата. Значи, можеби ќе одлучам. Сега јас искрено са пред вас кажам дека не ми е никаков предизвик да работам во некоја владина институција, претпоставам би отишла во нека приватна фирма, меѓутоа сакам да кажам
дека не е никаков греф да се смени професија. Горан Павловски, шефот на кабинетот во МВР, беше мој колега и тврдам, значи за него можам да тврдам и за уште една моја колешка Лидија Станчевска дека си ја работеа работата професионално додека работеа во Канал 5. Значи не ја злоупотребија позицијата за да дојдат до некои позиции. Кои биле мотивите да сменат? За Маријан Ѓуровски и за Сашо Чолаковски и за Санта Аргирова? Апсолутно не мислам, само за тие двајца кажам. Само за тие двајца што биле мои колеги. Значи, апсолутно сметам дека одредени луѓе ја злоупотребиле својата новинарска професија за да дојдат на тие позиции. Ти ги спомни имињата, значи јас тука не кажам, меѓутоа... Јас стојам позади тоа дека ги спомнав и да, треба да се спомнат. Да, точно. Значи, еве, тука сакам да кажам, сега ти си млад политичар. Значи, никого не черечам, да не се разбереме не, погрешно. апсолутно имаш право. Јас тука поддржувам само, тоа. Само треба да ги погледнеме на овие личности, текстовите што ги пишувале додека да се смени власта. Добро. Една од овие личности не е ни факултетски образована, а е советник на премиерот. Значи, и тоа не е некој голем момент, абсолютно. елемент кој што ние треба тука да го истакнуваме. Суштината е што има двојни аршини. Ако тоа нешто се применувало за претходната власт, ако сите ние сме биле черечени, Филип не бил соодветно образован за да биде генерален конзул, тогаш дај да видиме и од оваа страна власта. Меѓутоа, да сега во пакет и новинарите кои што преминаа заедно со власта, кои што значи биле сателити, трабанти, како сакаш да ги наречеме, гласноговорници, и токму сега се враќам на почетокот кога реков дека власта не е во новинарите, влијанието не е во нив, тие се само извршители. Делот на луѓето кои што ги спомнуваме, тоа секако не станува збор за тебе и секако дека не можам да генерализирам. Меѓутоа, каде е Старт, каде е Зум, зошто некои други неделници и дневни вестници имаат тираж по 100, по 200 денеска? Затоа што не смеат да пишуваат против власта, затоа што беа подигнати од тие центри на моќ за да рушат една влада, односно да креират мислење. И тоа е болката која што сакам јавно да ја поделам. И секако дека ништо од ова не е упатено на тебе, верувам. Не, добро, окей, разбирам него. Сакав да кажам дека ти си млад политичар и на времето знам дека беше нели на медиумски беше присутен медиумски во вестниците, во телевизиите. Јас една пресконференција одржав, значи како новинар со мои колеги. Од моите колеги исто така бев нападната. Значи кога човек едноставно решил да се занимава со политика, решил да излезе во јавност, дали како новинар, значи е веќе медиумски експониран и не може тука да се, значи не може да се заштитиш, нити па јас можам да се лутам кој како ги перцепирал, значи ме нападнале и окей, јас го издржувам, медиумски експонирана сум и значи тоа го прифаќам. Сакам да кажам дека тука Весна отвори темата за новинарство и така почна емисијата. Значи дали колку се корумпирани, односно колку, а не дали. Сакам да кажам дека дека се врза сега, јас не би се согласила со тоа дека се новинарите. Океј. Има одредени што се уредници, што е многу страшно, што сметам дека треба да го креираат нели јавното мислење. Може да се каже, значи дека постојат основани сомневања. Не можам да обвинам никого за корупција, меѓутоа дека постојат. Ти си политичар, да речеме. Дали политичарите, значи тука се работи за дали ти одговорно или не одговорно си ја работиш професијата. Значи ако јас сум одлучила да бидам новинар и не сакам да злоупотребувам сега новинарската позиција за да си истекнам некоја имотна корист за мене, туку сакам да ги информирам граѓаните. Тоа мене ме води. Значи додека тоа така јас не ја злоупотребувам. И затоа ќе те затворат. Да, не ја злоупотребувам позицијата. Ако идеш на Слушај, Сабајле вака како ти плескаат, ќе победиш тоа време. Ако идеш на Сабајле на кафе во одредени кабинети и ако добиваш од таму инструкции, ќе бидеш популарна, може ќе те земат на пат, ќе те прошетат по свет, ќе си добиеш дневници, ќе си напредуваш, ќе си имаш јако новинарско. Па тоа сакам да го потенцирам. Не, само сакам да ти кажам нешто друго што тука не се отвори како тема. Што ти следува? Како не се отвори како тема, значи за политичарите. Ти си млад политичар, кога ќе дојдат избори, вие сега ќе почнете да се расфрлате со ветување. Така? Значи јас не сум сретнала политичар што одговорно си ја работи функцијата, односно се тоа луѓе што можеш на прсти да ги изброиш. Дали од власт, дали опозиција која биле. Значи кога ние и доаѓаат избори, ние граѓаните во ваши раце ги даваме најважните одлуки. Значи во ваши раце, да речеме, во раце на министер за финансии, државната каса, во раце на министер за транспорт, нели сите важни одлуки околу инфраструктура, битни одлуки. Да не кажам за премиер. Значи граѓаните во вашите раце. До сега и власта и опозицијата апсолутно ја изгубија довербата кај граѓаните
последните анкети покажуваат дека најголемиот број од населението не сака да излезе на гласање или не одлучило нели за која партија ќе гласа. Значи овдека како што има падната довербата, викаш во медиумите, кај политичарите уште повеќе падната довербата. Значи вие апсолутно тоа што ти викаш, вие новинарите центри на моќ, не знам што ги контролираме. Има и такви случаи. Не, јас се сложувам, него сакам да кажам дека уште поголема е неодговорноста кај политичарите, бидејќи еве сега следуваат избори, сите ќе речат ние ова ќе направиме тоа, а секој си гледа за лична корист. И многу е поголема корупцијата кај политичарите, отколку кај новинарите. Кај новинарите се сложувам, да, се сложувам. Браво. Ја да добиам аплауз. И да ќе те затворат. Дали си спремна да се жртвуваш себе си заради професијата? Како мислиш? Како мислиш да се жртвувам? Во Идризова? Во Идризова. Јас сум спремна да си одработам до крај професијата професионално и да не подлегнам на притисоци. Бидејќи во тек на судскиот процес ни беше на мене и на мојот уредник понудено, не знам дали сум ти кажала. Значи ако може да седнеме да ги угладиме односите, што значи дека ние да не пишуваме нели против тој што не тужал, меѓутоа ние одбивме да седнеме. Значи тоа не можам нема нели по ниедна цена не би си ја загрозила, не би го вложила професионалниот кредибилитет да си го уништам заради да подлегнам под притисоци. Значи да се жртвувам, тоа е широк поим. Секој си проценува нели до кога едноставно би трошила енергија, бидејќи на крајот на криштата, па секој човек... Не, знаеш зашто те прашам, зашто ти реално имаш две малолетни деца. Па да, тоа сакав да кажам. И тогаш знаеш кога ќе ставиш на вага зошто заради децата, да, зошто заради децата, па сега и на децата во школа им викаат, мајка ти нели нешто осудена, а нема никаква личина. Или тоа почеток на компромис? Како? Почеток на компромис. Да, подготвена сум за тоа, да. Ако значи, зошто, ама не тоа. Да, значи не, туку сум подготвена во оној момент кога јас ќе сватам дека во Македонија нема услови за професионално си ја работам работата, да си сменам работа како што ти кажав. Би отишла во некоја, не знам, приватна фирма, сигурно во власт, сам во ниедна власт да дојде, не би отишла во владена институција, не ми предизвик. Сакам да ти кажам дека да. Во тој случај да, ако не ми овозможува системот професионално, сега нема ја до крај што вика Доаѓаме на тоа дека тој центар на моќ ги крши сите, ама, ги меле. Ама тој центар на моќ, знаеш ли, компаниите се тоа и бизнисмените и олигарсите. Немој да мислиш дека една партија. Тоа се олигарсите, значи кај што е парите, кај што се моќта. Што ме надополнуваш, на тоа мислам цело време. Или како што би рекол, Срđan на чијиш парите се брука. Брука се парите. Колку Веста за тебе, зашто реално беше многу популарен кога беше генерален конзул во Њујорк, колку твоите приказни од Њујорк ги проверува новинарите? Колку? Нула. Затоа што и да спомна дека мораш да провериш 2-3 извори, да се увериш каква е приказната. Нема проверки, ја не се сеќавам на такво нешто. Се сеќавам на 150 најмалку текстови што беа напишани на овој или на овој начин. Пола година ти си го кревал тиражот. Па не знам дали сум го кревал тиражот. Ја ми се чини дека бев онака дел од одработување на една агенда. Бидејќи како што често пати знам да зборувам приватно, сега сакам јавно да кажам, постои една институција во овие кругови на моќ, која што е лоцирана во една партија, еве нема да именувам, која што ние не можеме да ја дефинираме се уште со луѓе затоа што работи во исклучителна тајност, која што седнува, става на маса луѓе, имиња, презимиња, ги дефинира кој треба да биде уништен, кој треба да биде распнат на крст, кој треба да биде медиумски експониран, односно негативно представен и работат на таа тема. Некои од тие новинари се само извршители во креирањето на јавното мислење. Значи таа алка која што оди меѓу јавното мислење и таму. Организација не разбрав, извини. Тоа не е институција затоа што не може да се дефинира. Тоа е дел од една партија, меѓутоа многу тесен дел, кој што според тоа што јас го знам, значи не сум застапник на некои теории на завера, па масоните, па сите против Македонија, цел свет. Туку мислам дека луѓе кои што се исклучително паметни, високо образовани, кои што знаат што е технологија на владење, само тоа го применуваат за да задржат
континуитет на една структура. Многу ме интересира, ама мислам дека некој еден од главните уредници на една телевизија ќе осамне на пратеничка листа. Еве, живи билите видели. Што зборуваш? Да, ќе видиме тоа. Како ќе биде, значи не ви јас не демантирам апсолутно тоа, мислам ти што го кажа. Ти си имаш право за себе да си кажеш што било вистина, што не било вистина, јас ти верувам. Пишувам книга, се надевам дека ќе објавам наскоро и ќе искочат сите документи. Верувам дека има и такви случаи кај нас. Сега, има одредени, значи не можам да зборам за тој случај, бидејќи стварно не сум упатена, не сум следела нели надворешна политика. Има случаи каде што ние новинарите многу тешко доаѓаме до информации. Значи некогаш и кога се обидуваш не можеш да најдеш се крие, да речеме другата страна е сега. Многу тешко се отвараат прво владините, значи владините институции. Мене ми се случувало да нешто да биде за некоја странска компанија, нешто пишувам. Се јавувам во странска компанија, за 10 минути, за пола сат добиваш одговор или ќе речат, ќе напишете мејл, ќе ви одговориме и апсолутно се транспарентни. Значи во странска компанија, странско министерство, значи во Хрватска, во Австрија да се случува многу побрзо се добиваат информации. Кај нас значи апсолутно не може. И сега некој пат си доведен во ситуација кога едната страна да речеме ти кажала нешто, се потврдува, си е потврдило од повеќе места, нели, меѓутоа не можеш да го најдеш тој што е засегнат или не сака или се крие, тогаш објавуваш информација. И сега тука е многу битно, значи во многу голем број на случаи се испоставува дека тоа е така, значи дека е тоа точно. Во некој дел на случаи, нели, може да се случи, еве како ти што кажуваш, дека не можеле, дали не можеле или некојаш измислувале, се не знам, значи ти од твоето искуство си кажеш, јас тука не можам и не може да ти верувам. Јас можам да ти дадам на овие текстови кои што немаат насловот на текстот, нема врска со текстот. Бидејќи во тоа практицирање на моќта, они добро знаат дека повеќето луѓе само наслови читаат повесници. Насловот е бомба, а он е деструктивен, објаснува се и се што, а во текстот кој ќе очитаме внимателно, или откриваме дека нема ништо поврзано со насловот, или дека новинарот е неписмен. Дали политичарите млади и згодните женски одат рака под рака? Ова надвор од контекст. Па да се одмориме малку. Малку да, нели? Да. Сите сме живо заинтересирани, претворени во нели Ненад беби? Да. Ја мислам да. Да? Мислам, зборуваме објективно, нели? Она што го знам како пример секаде во светот, а веројатно и тука кај нас, веројатно да. Што значи тоа? Дека Па тоа значи дека ми се чини болем од она што сум го читал, сум прочитал тука и таму по некој ред, дека жените она што го рангираат како најпривлечно кај мажите и над убавината и над парите го гледаат како политичка моќ. Затоа што претпоставуваме дека таа политичка моќ инкорпорира се друго. Дали може би А убавината може да ја компензира. Дали може би deep down мажите сакаат да станат политичари, односно дека кога вие мажите, реално има многу поголем процент мажи политичари, дали вие така ја манифестирате својата машкост, его? Можно е. Можно е, кога ќе видам какви луѓе све има во македонската политика, мислам дека тоа е она што ги гони. Ида, коментар? Коментар дали политичарите одат со згодни жени? Веројатно, моќта си го прави своето. Прво се политичари па пари или пари па политичари? Кај нас е обратно, за разлика од цел свет. Во светот прво се пари па политичари, кај нас се политичари па пари. Зошто тогаш и да нема ниту една афера, освен она пред неколку години со нашиот председател, кога денес неделникот се продаде во илјадници. 97 година. Така. Зошто од тогаш наваму нема ни една афера?
Нема ниту една Пишувам- афера, скандал, Пишувам за ништо тоа у нема. книгата, за тоа ми текна. Па нели брзо. имаше Липчо Георгиевски на насловна на Вест 8? Да, и тоа е точно. Да, мислам точно дека излезе на насловна страна. Да, имаше, не Как, знам. јас предпоставам дека од тука може да се изведе заклучок дека вие политичарите сте и заштитена каста, можам да ти кажам. Некако, дали тоа се должи на Па тоа јас дека сум страф е да Ја ептен се осеќам Да, заштитен. да. Дали тоа се должи на страв да објават нешто, па после да им се случи тоа што не треба да им се случи и да? Зборувам за новинарите. Страв да објават. Да, известна афера, Па збројуваме не, ама за тоа е скандал, деликатна, за афера. да. Не е тоа сега тука види, Мислам, не е кога тоа можеше страв, Бил меѓутоа Клинтон тоа е за Моника етика. Левински, па што? Точно, ама меѓутоа тука сега се работи за етика, треба да имаш цврсти докази, а нели многу тешко е да влезеш у кревет да ги видиш. Не можеш туку така да обвиниш некого, мислам, навлегува во интима. Апсолутно, тука сметам дека многу треба да бидат внимателни новинарите и дека треба да се внимава и тоа да не се објавува. Мислам, Дури јас стварно тука треба да можам да одадам признание на нашите новинари дека се прилично воспитани и културни и се така бројат до 100. Дисциплинирани. За таа работа, да. Како ти го чуваш својот приватен живот? Затоа што па за тебе освен тоа дека ми знам до душа што како правиш, ми кажале, ама не знаеме нешто по-новини. Не знаеме по-новини, ништо нема, ниту на некој ивент нема, не те сликаат, не те објавуваат. Ти тоа фала љубоморно на си го Господа. чуваш или? Мислам, она... Упласима. Рев да ми бајат. Не, суштината е што јас неколку години наназад морав да оставам на времето само да ги испегла разликите, да ја појави вистината. И не бев интересен, бидејќи не бев конзул, не бев пратеник, немаше зашто да ме малтретираат. Така што ме оставија на рад, си ја терав магистратурата, си правев приватно некои работи, нормално си терав политичка активност и ми се чини дека кај нас точно ако си лоциран дека си проблем, тогаш си на страниците. А зошто тогаш? Ако не си проблем, бидејќи ние сега не сме толку многу проблем, и не е интересно да не експонираат како би добиле поени за себе, така што нас не оставаат на рад одредена група на луѓе, веројатно така се протнувам и јас. Да не ме Зошто тогаш го испрашуваат. прифати местото да бидеш директор на библиотека? Кој беше твојот предизвик? Па, многу јасно, библиотеката е предизвик затоа што мислам дека во Македонија многу малку се чита. Тоа јас го тврдам и Мислам упорно дека во да. Македонија библиотеките, еве да речеме и во Скопје, се во катастрофална состојба. Мислам дека имам идеи кои што можат многу лесно да донесат пресврт во сите параметри и показатели и ми се чини дека за 3 месеци тоа и го докажав. Проверливо е. Добра. Како се и да сега ќе дојдам беби кај тебе. Како се станува генерален конзул во Њујорк, Филип? Како се станува? Да, ама ова, значи сакам да ми објасниш као на 5 годишно дете. Како што стана господинот Лјупчо Јордановски амбасадор во Вашингтон? Политички избор. Дали тоа значи дека затоа што многу ми најсеќа Може да ти зборувам за споил и за мерит систем и тоа е нешто кое што го начнав во врска со новинарството, меѓутоа не применливо е толку во новинарството колку што би требало да биде применливо во политиката. Македонија е млада нација и ако можевме да имаме 29 годишен премиер кој што ја водеше државата, не знам 8-9 години не однесе кај што не однесе, не е битно за оваа емисија. Ако можеме да имаме вице премиер за евроинтеграција кој што е помлад од мене, ако можеме да имаме кандидати условно кажано од црната листа на терористи на САД за амбасадори, мислам на Адеми кој што го кандидираше оваа гарнитура за во Софија, тогаш мислам дека не би толку било спорно и јас да бидам генерален конзул во Њујорк. Сепак убеден сум дека доаѓа време да се напушти споил системот и да се воведе мерит систем, што вака преведено на нашински би значило дека споил системот по партиските ходници и влијанието кое што би можеле да го злоупотребите, искористите или да се повозите на тоа влијание затоа што во моментот вашата гарнитура се наоѓа на власт, полека да се замени со тоа што ќе дојдат стручни лица кои што ќе имаат сертификат. Да речеме, сакаш да дојдеш во дипломатија, окей, да видиме која ти е
кој ти е бекграундот, кој ти е CV-то Добро. и што си завршил како дополнителна школа. Многу малку луѓе знаат дека имам завршено на Harvard School of Government, затоа што тоа новинарите не ги интересира. Нив ги интересира дали сум возел мотор, дали сум паднал од мотор, скината ли ми е фармерката, работи кои што нема врска со македонската заврши тоа на дипломатија. Харвард, Филип? На Харвард многу пред да отидам за генерален конзул. И многу други такви кои што не може да се земат како академски титули, меѓутоа сепак дават во мозаикот некои коцкички Добро, и во кои што CV-то, дават за да. право Така. да кажеме дека окей можеме и да извршиме одредена работа. И сакам една работа да ви демистифицирам. Генералниот конзулат во Њу Йорк имаше двајца вработени. Јас и уште еден конзул. Рад. Може. А Ра. има уште еден збор. Изгон. Така што или рад или изгон одлучете сами. Меѓутоа, двајца луѓе, никаков баук да издадеш виза, да провериш сертификати на раѓање, смртовница, да екстрадираш криминалец. Тоа не е баук. И сакам да знаем македонската јавност дека посебно македонската дипломатија мора да го напишете тој принцип. А во македонската дипломатија внатре во Министерството за надворешни работи постои бедем од 100 луѓе кои што не дозволуваат никој да влезе. Кога влегов, затоа што им беше загрозена и ќе кажам многу вулгарно тезгата која што ја имаат, они се пуштија на мене. Пак ќе повторам дека кога си се прифатил да бидеш конзул, генерален конзул, однесувањето на генералниот конзул и како е под обсервација на јавноста и на медиумите. Значи, Кое многу е однесување? битно дали генералниот конзул се степал, нели, мислам и однесувањето Ти негово. мислиш дека сум се степал? Не, јас верувам на тоа ти што си го кажаш од своето искуство, меѓутоа сакам да кажам дека ако веќе било тоа медиумски интерес, значи тоа јас го оправдувам. Како А дали тоа? е вистина или Како не, тоа? дали е вистина или не, Значи ја тоа треба веќе. да оправдам што сега ти ќе одиш во затвор. Не, сакам да кажам дека медиумскиот интерес за однесувањето на генералниот конзул е оправдано. Медиумскиот интерес е Затоа што- измислен, нема никаква вистина. За однесувањето не може Јас интерес да тврдам. биде измислен. И, Може да биде измислен настанот, и благодарам- медиумскиот интерес не може да биде Ама на мединскиот интерес продукт е настан. Значи, ме интересира одредена личност, тоа бил некој си конзул во Њу Ама Йорк мене многу ме и сега ќе интересира ти креираме како за конзул него. како ми ја представуваш земјата. Мене многу ме интересира и твоето однесување, дали ти достоинствено ја представуваш мојата земја. Точно. И со голем дигнитет можам да ти кажам и да тврдам дека Македонија сум ја представувал у највисоко можно светло, што за мене лично многу значи. Јас сум многу горд што сум македонец. И од тоа не може никој да ме откаже. И мислам да ја представувам Македонија, тоа е прво лично за мене многу значајно, за целото мое семејство и би требало да биде значајно и за Македонија. Бидејќи мислам дека не е спорно дека сум човек добро на се кој што многу му представил. значи Македонија. Меѓутоа, ако веќе еве сакате да ви ја кажам процедурата за да биде јасно на јавноста, ако Филип Петровски нешто направил во Њу Йорк, многу просто ќе се дознаеше. Во Њу Йорк 24 сата 7 дена во неделата се снима. И впрочем, дипломатскиот имунитет не значи имунитет од апсење. Ако јас нешто сум направил, полицијата ќе ме приведела, ќе постоел документ. Не, окей, сакам да кажам, Дозволи да завршам. го оправдувам медиумскиот интерес за твоето Те молам, однесување. меѓутоа медиумскиот резултат не е соодветен и објективен и тоа мора да се докаже. Ќе постојат документи кои што по службена должност Стејт департментот ќе ги пратеше до МНР, а МНР барем господја Илинка Митрева со задоволство ќе објавеше да имаше нешто за мене. Многу сум задоволна од одговорот. Сигал имаш бејби аде осигурување, еве и за тебе. Така што да мислам слушаш дека некој се е магла. новинар ти? Се е магла. Си Да, тужал ли добро е некој? прашањето. Дали си тужил новинар? Јас тужев еден новинар и тоа е многу интересна приказка, ако имаме време можеме Ајде, таа да ја дај, кажам. затоа што има уште една прашање, нека и... Значи, ја тужев господја Велинова, која што е Велиновска, која што е денеска новинар во Фокус. Таа објави за мене дека Љупчо Ѓоргиевски ми купил стан, што не беше точно. И јас се јавив по службена должност, побарав обвинителот да ја превземе целата таа истрага, да докаже и да ме заштити. Сега што е интересно, додека бев пратеник. Што е интересно во оваа приказна? Што бидејќи таков каков што сум, мене љутината и нервозата ми поминува после извесно време. Кога се вратив од Њу Йорк, кога веќе беше сменета власта, а претходно немаше никакви активности нити од обвинителството, нити од судот, јас сум го заборавил случајот,
дури па не ме ни интересира веќе што е напишано, кој видел, не видел, се заборавило и не чувствував некоја потреба сега да се малтретирам по судови и да го терам тоа. Службено го известив обвинителството дека се откажувам. Судот го известив дека се откажувам, меѓутоа они сега затоа што не им одговара тоа што го пишува Мирка Велиновска, до ден денеска по мојот случај ја тужат. Како се станува уредник на вести? Па со работа. Да. Со работа и тоа уште одам, да ти кажам право, значи ако сум уредник, апсолутно исто работам како сите репортери, и анкети, и зима, и лето, Тогаш потерам која е по улици. привилегијата на уредник? Ако Па повеќе знам дека со е поголема одговорности. одговорност, но Да. која е тогаш привилегијата на уредник? Па привилегијата е неколку илјади поголема плата, можеби само од моите бра. колеги. Да. Нека мислат бе беби, што ти е? Инаку одговорноста е, верувај, поголема. Значи, јас мојата кариера почна во МИА, во државна агенција, меѓутоа многу брзо, многу после година и нешто, сватив дека не можам во државна институција да работам, нели како што кажав. Сакам, едноставно сметам дека во приватна компанија, во приватна телевизија успехот се цени, значи тоа што ќе го направиш. И буквално сум се трудела, нели, професионално да информирам, да ми веруваат граѓаните и многу е голема сатисфакцијата, верувај, значи апсолутно покрај сите притисоци, кога ќе ме застане некој на улица и ќе ми каже, сега дури од други градови кои ќе отидам, ќе кажат дека веруваат на вестите што ги пласираш, едноставно дека ти се восхитуваат на храброста, значи што не подлигнуваш, едноставно штом луѓето ти веруваат, тоа е стварно голема сатисфакција и апсолутно чест. нема врска титулата уредник да ти го донесе тоа чувство. Добро, одиме со кратка пауза за да гласаме. Значи, розевото е за Ида, зеленото е за Филип. Да се враќаме веднаш. Размислете добро, не оставаме брукале. Дали сте спремни да гласаме? Додека гласате, да ги држите картончињата, оти, нели треба да пребројам јас. Ајде, раз, два, три, четири и... Не гледај кој ќе гласат. Ми, видењи. Добро, да се преброиме, како стоиме со гласањето. Леле, ако еднакво сте ми гласале, немам два трофеа. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Това што е? Лоца за корупција. И да победи! Да. Yes, и да победи. Значи, како што рече Филип, видели? Јас морам да ви поклонам бројчиња од Импулс, беби, јави се на Мирка, праша, добра, со здравје, што И да ова ти е кој ќе одиш за 3 месеци да ми се јавиш, јас сум добра, што како ми треба, повелеле, не дај Боже скрајде. А овој така не даваат огледалца, ова ќе ти биде супер реквизита. Повелеле, прекрасно. Верувала дека жените го вртат светот. Жените го вртат светот. Браво, браво. Значи, јас морам тука да ви кажам пријатно. Ви благодарам што бевте дел од Вртелешка. Мислам дека го задржавме вниманието на публиката. Дали вие сте задоволни како ви течеше диалогот? Јас. Да. Од исходот, многу ми е драго што победи. А рече на почеток дека ќе победи. Филип беше джентлмен од почеток, рече дури да победам, ќе ја препуштам наградата. Па тоа е широк млад политичар. И вие како вешто ми избегна за неговиот живот приватен, дека го нема во јавност. Видели тоа како ништо? Се извештил. А јас сега ќе кажам дека пружала Алишта таму на неговата тераса девојката негова. Ете ви. За озбилно имаш девојка, знам. Немам коментар. Не, па никако. Добро, ви благодарам уште еднаш на вечерашното дружење во Вртелешка. Благодарност до пријателите на Вртелешка битолска пивара и нивните брендови, осигурителната компанија Сигал и Импулс. Вртете телефончиња, имате екстра, значи така, сега ќе излезете, цел кредит да го потрошите. Се шегувам. Секако медиумските спонзори Вести Форум Плюс и одете во Браќа Миладиновци
Јас знаеш дека така Фала ви почнав многу. од мала да читам и за тие членски карти буквално ми беше престиж да ги имам во училишната чанта. Сериозно. Сега ја мислам дека деца не читаат по библиотеки, имам таков печаток. Ќе го превртиме тоа. Супер, тоа би Ќе го било смениме. прекрасно, затоа што при на крајот на денот нема секој буџет да купува книги за по дома. Па токму затоа постои Ајсек! Фала многу. А замислете да се додаде уште една буква Ајсекс. Ајсекс сега. Ве чекам и во следното издание на Вртелешка. Ви благодарам. Ова беше Вртелешка, гледайте ги репризите. Ви благодарам на вниманието. Чао!